Денови веко Герила искочи со соопштение дека се соочувате со некакви закани и притисоци во однос на работата на Југохром. Што точно се случува? Па така е, значи добивме еден анонимен повик на телефон каде што ни понуди една голема сума пари за да замолчиме околу Југором или ќе не замолчат. Тоа беше пораката. Нормално не ја свативме озбилно додека беше анонимен повик, значи некој што сака да пренесува порака не би требало на анонимно, но треба лично да се пренесува тие пораки. Така да таа помина, значи после неколку дена бевме контактирани од еден, па после од друг човек, па од трет човек, значи помина 3 недели од како значи во последните 3 недели се случија овие работи. Имавме контакти со луѓе кои ни нудија големи пари за да молчиме за следните 2 месеци околу Југором. Чудното нешто беше што Југором не беше ни тема на разговор во последните 3 месеци, барем, значи како Еко Герила ние не сме реагирале околу Југором, пошто нормално е затворено и очекувавме да ги исполни сите еколошки стандарди пред да отвори, како што беше и договорот. Но еве се случи, значи дека ни понудија пари за како начин на подкуп, значи за да молчиме, пошто очигледно планираа нешто друго. Како се чувствувате вие сега? Дали сте можеби загрижени за вашата безбедност? Па, право да ви кажам, лично не се чувствувам загрижен или во некоја опасност. Еве тука сум сред Скопје, значи и секој ден сум низ Тетово, низ град. Не се плашиме од такви кукавици, значи кои на некој удбашки начин ни се закануваат, пошто веруваме дека ако немаат не се доволно храбри да ни доаѓаат лично, значи нема опасност од нив. Тоа што не загрижува е безбедноста на граѓаните на Тетово од можното рестартирање на Југохром без филтри. Значи тоа е најголемото лошо што може да се случува тука. Пошто граѓаните веќе знаат и целата јавност знае дека откако се затвори Југохром па наваму имаме 60% помалку загадување, а бројот на заболени деца од респираторни болести се преполови, значи од 31.000 некаде до 18.000 и нешто, значи болни деца што се регистрирани од Институт за јавно здравје. Значи тоа не загрижува. Нашата лична безбедност е наш личен проблем и затоа не се грижиме воопште. Ние знаеме со каква работа се зафативме и дека ќе имаме работа со вакви кукавици, но сепак, значи, важно е што мора да се држиме цврсто и да не се предаваме пред вакви срамливи чинови. Дали имате поддршка од граѓаните и од некои невладени организации? Да, секако, значи граѓаните дава голема поддршка откако вчера се објави веста на една пресконференција во Тетово и значи сите се во такво расположение дека не сме ни Еко Герила ни никоја друга граѓанска организација да се спречи во тоа што работи, а камоли да се замолчи или да се подкупува со пари. Исто така, значи, и од другите организации сме добиле голема поддршка, што многу ни значи нормално, поради тоа што ние сме во граѓанскиот сектор сме сите еднакви играчи. И затоа ова што ни се случи нас во последниве 3 недели, може многу лесно да се случи на некој друг, ако не се казнува веднаш и на најстрог можен начин. Во вашето соопштение спомнавте дека и во времето на претходната власт имале некои притисоци и закани, но не сте прекинале со вашата работа. Дали можеби сега периодов имаше некакви реакции од политичарите врз однос на ова? Дали го осудуваат ваков начин? Па вака, значи, за да бидам искрен, не знам колку добро сте го разбрале тоа поруката што беше пренесена вчера. Ние рековме дека вакви притисоци не сме имале во минатата власт. Значи, а камоли сега не очекувавме да имаме вакви притисоци. И ако не се плашавме од минатата власт, која што знаеме што беше во можност да направи, нема да се плашиме од ова. Значи, ние заедно со многу граѓански организации
се боревме за промена на власт. И нема да се плашиме од власта која ние ја донесовме на власт. Значи, а од друга страна, вчера веднаш после пресод во собрание се покрена прашањето и значи се дискутираше околу и заканите и уцените и можноста за повторно рестартирање на Југором, каде што и премиерот Заев и вице-премиерот Анѓушев и министерот за внатрешни господин Спасовски сите реагира околу ова, при тоа значи давајќи гаранции дека Југором нема да се отвара без целосно да ги исполни сите еколошки стандарди што предвидува и законот. А исто така од страна на Спасовски добивме порака дека заканите и уцените и ваквите понуди треба да ги пријавиме во СВР во Тетово, во полиција во Тетово. Такво нешто ние сме направиле во петок, значи ги пријавивме и се чудиме само со фактот што од петок до вчера како е можно да министерот не добил информација за тоа што се случува. Значи не е некоја честа појава во Тетово да се закануваат граѓански активисти или граѓански организации. Ова е многу ретка појава. Верувам дека таков случај би требало да стигне до рацете на министерот многу побрзо отколку од петок до вчера. Не знам дали до денеска има примено некоја информација министерот, но ќе провериме. Значи, јас денеска бев во СВР во Тетово и барав од нив да ми се дава копија од записникот или некоја потврда дека сум пријавил, за да го информираме и лично господинот Спасовски да знае што се случува. Значи, мислам дека институциите и особено Министерството за внатрешни работи треба да има повеќе информации, треба да се покоординирани околу овие работи, пошто ако тие не преземаат мерки, например ако ни се случува вакво нешто уште еднаш и институциите не преземаат мерки, значи има други институции кои ќе преземат. А не сакаме да излеземе паралелно надвор од системот, значи да ги решаваме овие работи на наш начин, кој не е многу убав. А каква завршница очекувате вие? Дали мислите дека ќе се спроведе некаква правда во нас? Правда е голем збор во Македонија. Не очекуваме никаква правда, право да ви кажам. Многу сум песимист околу тоа дека ќе се најде кој се јавил со анонимен повик. Право да ви кажам, не ми е ни гајле дали ќе се најде, пошто знам дека нема да има правда. Ние само правивме тоа што моравме, значи го пријавивме во полиција во Тетово, во станица, за да знаат они, да имаат они информација дека вакво нешто се случило, поради тоа што ние вчера излеговме пред јавноста со пресконференција каде ги информиравме, значи целата јавност со тоа што се случи. Правда немаше за Југором кога ние покренавме процедура тужба, значи во Основниот суд во Тетово, кој беше отфрлен од страна на некој таму некој главен, не знам, некој судија таму, кој одлучил дека не сме да се процесира никаква тужба против Југором, поради тоа што мислам дека се базирал на некоја владина одлука, а не во закон. Значи правда не очекуваме. Но сепак сакаме да им пренесуваме и да им ставиме до знаење дека ние нема да се предаваме. Значи тука не се работи за наша лична безбедност, тука се работи за безбедноста на сите граѓани на Тетово, без разлика дали се тие албанци, дали се тие македонци, турци, роми, други малцинства, дали се тие муслимани, дали се христијани, дали се атеисти или било што веруват. Значи загадувањето, ова сме го повторувале многу пати, не дискриминира по никоја основа, па и ни политичарите. Значи и нивните семејства истиот воздух го дишат. Не верувам дека имат резервен воздух. Па затоа оваа борба е поважна од сите нас и поважна од нашата лична безбедност. Значи тоа треба да го разбере секој, особено тие од власта.